Vazhdoni të ndiqni Rruga Drejt në pjesën e dytë të emisionit. Me mua në studio vazhdon të jetë nënkryetari i VMRO DPMN-s, Vlado Misajlovski. Zoti Misajlovski, ka pasur informacione që kryetari juaj ka pasur takime me ish-kryeministrin Zoran Zaev për të diskutuar rrëzimin e kësaj qeverie dhe për të hequr qafe përfundimisht BDI-n nga pushteti. I konfirmoni këtë informacione, i hidhni poshtë ose cilat janë detaje që mund na jepni? Не е точно. Дори и аз прочитав дека сум учествувал на некои средби и сум бил не знам каде. Апсолутно не е така. Ниту па сум учествувал, ниту сум бил негде, но ќе има различни информации, ќе има различни тези овој период, бидејќи станува жешко. Станува жешко во собранието, станува жешко на политичката сцена, но најважно од оваа теза е да го потенцираме она што се случува во СДС. Во СДСМ таму има раскарани групи, раскарани фракции, и затоа се потребни вакви вести. Но, пак ќе кажам, ќе го оставиме тој дел они да си го решаваат и што внатре имаат проблем, а мислам дека имаат големи проблеми, а тоа се кој ќе биде директор, кој ќе биде на некоја позиција, кој ќе ги фаќа тендерите, кој ќе ги фаќа бизнисите, тоа е проблемот во СДСМ, а не е ова што се кажува во јавноста. Но што ќе се случува наредниот период, не знам во таа партија, бидејќи полека другите леви партии им ги земаат гласовите на СДСМ. И тоа може да се види секаде. И дали СДСМ ќе остане најголемата политичка партија во левиот блок, тоа е прашањето што треба да се размислува. Но дали треба силно СДСМ да опстои во Република Македонија? Да. Зашто не секоја партија треба да биде силна, но со вакво однесување, со вакви лажни вести, со вакви, не знам, интриги, они ќе паѓаат и ќе бидат во незаборав. ВМРО ДПМН е единствената коалиција што ќе ја направи. И широка коалиција е на избори со народот. И тоа постојано го кажуваме. Ние како ВМРО ДПМН сакаме да одбереме партнер утре на оние избори, на следните избори, тој што ќе има слично размислување, ќе има програма и реформи што ние ги спроведуваме и се разбира таа коалиција да биде што поголема за да се спроведат сите реформи. Но исто така ќе бараме и сите оние штетни политики што беа донесени да се избришат. И тоа е многу важно. Категорикisht зoti Zaev ka pasur çfarë do kontakti me partinë tuaj. Si u duket ideja e cila u përfol për një qeveri LSDM, VMRO, e cila do t'u thesh në 8 vitet e ardhshme, derisa të kaloj procesi i integrimit? Не, јас не сум за таква влада. Ви кажувам директно, влада на ВМРО ДПМН или СДСМ апсолутно, тоа е веќе неприфатливо. Може би во некој период кога ќе се сменат многу таму политичари, може би треба да се размислува за некое време, но сега апсолутно тоа е неприфатливо. Јас лично сум против. Знаете зашто? Зашто оваа моментално коалиција СДСМ и ДУИ мора да биде поразена. Значи не сме ништо да се размислува во овој период, се додека не се поразат сите овие штетни политики. Зарем ќе биде честно да влеземе во таква коалиција каде што до сега до пред малце кажував негативни констатации против Алијанс. Па тоа е политика, се случува често. Јас не се сложувам за жал или за среќа со таа констатација, бидејќи јас како што спомнав бев носител. Јас во изборната единица 2 излегов и зборев за штетните политики на СДСМ. Зборев за штетните и корумпирани политичари што ги има СДСМ. И сега замислете утре, или да речеме за еден месец, да речеме не, тоа ништо не важи. Знаете, прогонот што го правеше СДСМ треба да се заборави. Луѓето што беа ставени по затвори поради политички цели или не знам бизнис интереси, тоа треба да го заборавиме, да нема одговорност за тие луѓе, така не. Јас не се служувам со тоа и затоа треба да се иде на избори. Треба да победи оној што народот сака. И тој да ја прави следната влада. Дали народот ќе одлучи да победи ВМРО ДПМН, ДУИ и СДСМ, тоа ќе го видиме многу набрзо. Бидејќи месеци се во прашање кога ќе има избори. Но многу е важно да ги гледаме сите работи дека следниот период ни доаѓаат и претседателски избори и предвремени избори. Така што ќе бидат многу прашања во игра и се разбира на ВМРО ДПМН и тој период му требаат што повеќе симпатизери за да имаме и председател на држава да се смени Стево Пендаровски. Затоа многу прашања се моментално во океанот на прашање што следниот период сами ќе се одговараат и ќе ги видиме сите одговори. Edhe sipas retorikës tuaj, edhe sipas përshtypjes që jepni, duket se deri diku jeni pajtuar me idenë që mund të duhet të pritni disa muaj për zgjedhje të rregullta dhe jo zgjedhje të parakoshme. Не, апсолутно не дека сме се помириле, туку јас преска кажав, ние сме спремни во овој момент има предвремени избори.
И сакаме да има... Никако да го прифативте тоа идеја дека може би нема да има пред време. Не, ние сме опозиција. И во првиот момент кога имавме 61 пратеник и малце повеќе, почнавме една процедура во собранието, но ги снема дел од пратениците. И тоа е навистина сериозно да снема пратеник во една држава која што сака да влезе во Европска унија. И тоа е многу сериозно прашање. Ние во овој момент сме многу внимателни да влеземе во такво прашање, за да повторно да не се случи големо очекување кај граѓаните по тоа да спласне. Ако имаме 61 пратеник, што навистина гарантираат овој пат дека ќе бидат на страната да падне владата, само тогаш ќе излеземе и ќе кажеме во овој момент со овие пратеници што ќе бидат со нас дека ќе падне владата. За сега немате 61. Апсолутно да имаме ќе ги кажеме, но дека имаме комуникација, тоа да го кажам, со дел од владачкото мнозинство, да имаме комуникација за да падне владата. И се разбира тоа не е легитимна работа. Кеми edhe pak minuta në dispozicion, do doja të flasim për një çështje tjetër, na ndajnë vetëm 2 ditë nga eventi për shënimin e ditëlindjes së veprimtarit Goce Delçev, një event I cili konsiderohet me rrezikshmëri të lartë. Antar të partisë tuaj janë ftuar edhe në bisedë informative në polici, keni informacione pse janë ftuar? Не, немам информација зашто биле повикани, но не ни знам дека биле дел од нив. Има такви моабети, ги слушнав и дел од медиумите, тоа го кажам, но јас лично ги немам, но ќе пробам да видам дали навистина тоа се случува, но проблем е што овие, да речам, ова што го прави Бугарија и сите овие поедини политичари од Бугарија што го прават и предизвикуваат гнев кон многу граѓани од Република Македонија, многу македонци, е системски и нарочно направено само за да предизвикуваат гнев. И затоа ги замолувам сите граѓани на едни обични марионети, баш така бигам, едни луѓе што не заслужуваат ни да им се даде третман во вести, да не подлегнуваат на влијание. Зборам за дел од бугарски политичари што не навредуваат, што сакаат да присвојат све дека е нивно. А се, пак ќе кажам, они не го застапуваат собранието, они немаат доволно гласови за да бидат дел од власта и пробуваат со некој ним вокабулар да навредат што повеќе чувства на македонци тука, за да предизвикаат нешто за да добијат плюс поени во сопствената држава, за да добијат политички поени. Ние сме многу попаметни од тоа. И само ова ќе го кажам. Во минатото еден друг политичар ова го правеше. Зборам за господинот Каракачанов. Не е ни господин, зашто така се однесува, но и тогаш на медиумите јас лично замолив. Не го пренесувате, не вреди тој човек да се дава толку медиумско внимание, бидејќи тој она што го збори, треба само да вратиме дека е срамно, некултурно, безобразно и МНР да постапи со таквите луѓе да ги прогласи за персони нон грати, да реагира со ноти и да не им се дозволи таквото однесување. И кога ќе реагирате до другата држава, да си ги смири своите луѓе што имаат гнев и лоши аспирации спрема Македонија, тоа е политички добар чекор. А вака да подпаѓаме под влијанија некакви за вакви работи навистина не треба. Vlerësoni se shteti duhet të kishte ndaluar hyrjen në Maqedoni gjatë këtyre ditëve të këtyre politikanëve për cilët ju flisni? Një përgjigje shumë të shkurtë. Кој да е да влегува во Македонија, кој да е од која било земја која навредува Република Македонија, го навредува македонскиот народ и сите граѓани во Македонија, апсолутно сите треба да застанеме, да се соединиме и да кажеме апсолутно дека треба да бидат персони нон грати и не смеат да вагаат во државата такви луѓе. Тоа е, верувате, понижување за нас, да слушаме некој да влегува и да го кажува тоа што ние не сакаме да го слушнеме и да не навредува. Тоа е исто кој јас да влезам во Бугарија да зборувам многу дрски и безобразни работи за самата држава. Тоа е апсолутно неприфатливо и не треба да биде така. Се надвам тоа треба да биде во иднина поука за вакви политичари да останат на дното на ивицата и да останат марионети. Zoti Misajlovski, minutat para kamerës nuk mjaftojnë asnjëherë. Ju faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Rruga drejt në Alsat. Në të ardhmen do të kemi edhe bashkëpunime të tjera. Faleminderit shumë. Hvala mnogo na pokazat. Ishte kjo Rruga drejt për sonte, ndërkohë që ju lë takim për javën e ardhshme. Mirupafshim. Mirëmbrëma, ndiqni Rruga drejt, unë jam Fatlume Dervishi. Aleanca për shqiptarët po hyn në qeveri, ndërsa VMRO DPMN-ja është pesimiste se ministrat e rinj mund të votohen. Ajo humb një aleat të mundshëm, sikurse u krijua përshtypja pas daljes së aleancës nga qeveria në vitin 2017. Ndërkohë që sot, VMRO DPMN-ja tentohet të përkufizohet si mish I huaj,
i thash të quajturës Aleancë Pro-Evropiane, që synojnë të ndërtojnë BDI-ja e LSDM-ja. Në Rruga Drejt, sonte për këto tema do të flasim me nënkryetarin e VMRO-DPMN-s, Vlado Misajlovski. Zoti Misajlovski, mirë se vini në Alsat. Благодарам на поканата. Pyetja ime e parë do të jetë shumë e drejtë për shkak të zhvillimeve të ditëve të fundit. Si e shikoni ju hyrjen e Aleancës për shqiptarët në qeveri? Благодарам на поканата, благодарам на прашањето, драго ми е. Видете, јас лично првим би дал една констатација дека веќе подолго време јас лично мислам дека пака природно е да влезе Алијанса во владата, бидејќи долго време прават кворум во собранието. Јас како пратеник ќе го кажувам тоа, постојано неколку месеци наназад они се додворуваат на власта и веќе како едно да соработуваат, за да се додворат за да бидат дел од власта и веќе тоа се гледа и може секој да го види. Но дали е тоа правилна одлука, лично мислам дека не е, тоа е многу погрешна одлука. Не зборам дали ќе се донесат заеднички како власт, заедно ќе донесат подобри промени за сите граѓани во Македонија, тоа е сосема различно, туку до вчера велеа во кампањата, зборам за Алијанса конкретно, дека најголем канцер и најголемо зло во власта е Дуј. Тоа го кажува овде на емисии, јас сум учествувал тука на дебати, го кажува на секоја можна телевизија на своите изборни кампањи и така натака, и целата реторика беше против Дуј. И сега може да видиме дека еднаш се изгореа, бидејќи беа дел од таа власт, и кажува од лошо по лошо, сега наеднаш да се сврти целата работа за да влезат во власт. И сега се поставуваат многу прашања. Дали се работи за влагање во власта за да им се допаднат на Дуј или да ги спасат Дуј? Тоа е многу важно прашање, бидејќи знаете, во овој момент кога во Дуј нема кворум доволен, зборам дел од тие пратеници не доаѓаат во собранието, јас ова морам да го кажам за граѓаните што не следат во собрани и седници, да знаат дека дел од пратениците на Дуј не доаѓаат во собранието и нема кворум. Дали во овој момент Дуј, Јали Ахмети полека откриваат дека делот Алијанса веќе работат за нив или се тие скриена опозиција во овој период, изгледа така ќе дојде, бидејќи ја го поставувам како прашање, бидејќи долго време од кога Села веќе не е претседател на таа партија, се прави кворум и сега наеднаш тоа барање е за да се задоволи Дуј, бидејќи ако нема кворум, логично е да падне собранието, односно да падне владата. И тие се поврзани садови. И затоа многу е важно колку прашања ќе произлезат од сето ова. Дали се работи само за моќ, за функции на Алијанса да влезат во владата, бидејќи знаете, има уште околу 10 месеци додека почне техничка влада. Дали они за 10 месеци наеднаш ќе станат реформатори, дали ќе направат нешто сензационално, јас не верувам. Од друга страна е многу лошо што ќе скоро да нема албанска опозиција во собранието, но и во општеството. Знаете, ќе остане, мислам, само Беса со два пратеници, бидејќи едниот од нив ќе замина, така што најголемиот процент на албански политичари што во кампањата излегува и против Дуј, но и против власта, сега ќе бидат во власт. Можебе за овие 10 месеци ќе видиме нешто што никогаш не е видено и најнаш ќе се помогне на сите граѓани во Република Македонија, поготово еви на албанските граѓани, бидејќи веќе сите политичари ќе бидат во една заедничка власт. Но она што го кажува дека наводно поради европски причини, верувајте, тоа не се поради европски причини, мислам дека повеќе кај нив работи она чувство сите партии поготово да бидат во власта поради посебна моќ за следните избори да имаат повеќе доминантност, односно да имаат повеќе пратеници. Иако јас мислам дека тоа нема да биде така, но за жал сега во Македонија на политичката сцена тоа го гледам. Е përmendot ish kryetari në partisë zotin Sela si një pikë referimi për kur ndoshta ka ndryshuar politika e Aleancës për shqiptarët. Sipas jush, a ishte qasja e kryetarit të ri, zotit Taravari, që e ndryshoi bashkëpunimin ose një aleat të mundshëm ndaj jush, ose ishim pa kënaqësi që lindën pas përplasjeve në qytetin e Shkupit, për shkak se Aleanca për shqiptarët mbeti pa disa drejtori të cilët ju premtuan atëherë? Не, никогаш не била главна или пресудна тема градот Скопје, бидејќи ние имаме одлична соработка во Гостивари, тоа не го крием. И сме имале како ВМРО-ДПМН заедно со Алијанса на престојните избори, бидејќи ВМРО-ДПМН помогна за Таравари да биде градоначалник. Но не само во Гостивари, на други места се помогна. Исто така ВМРО-ДПМН помогна и на Беса во Тетово, зборам за последните избори. И таа соработка секогаш ќе трае, таа е опозицијска и нормална. И така треба да изгледа во едно плурално општество таа соработка. И мислам дека и во иднина
би имало таква, но дали се сменила политиката од кога е Сева или Таравари, не знам, тоа треба да го видиме, бидејќи во наредниот период, бидејќи и Сева како председател на таа партија, сега не сакам да зборам во нивно име, но они влегоа заедно во коалиција со СДСМ, заедно направија, ако се сеќавате, влада, впрочем Таравари беше министер за здравство, и видовме дека излегоа незадоволни. Излегоа излажани, излегоа со многу негативни реченици спрема власта во целиот период до денеска. Дали тоа ќе се случи овие денови, дали ќе влезат во власта, тоа ќе треба да го видиме во собранието и тоа е многу интересно прашање. Зашто? Бидејќи ако се изгласа таа влада, зборам таа реконструкција на влада, тогаш најверојатно би купиле доволно време за да се иде на редовни парламентарни избори. Но додека таа реконструкција на влада не помине во собранието, тогаш впрочем ќе има предвремени парламентарни избори. И тоа е многу интересно да го следиме, бидејќи гледаме дека во власта, односно во самата коалиција моментално што е во СДСМ и на другите политички партии, овој потек некако не им се допаѓа што се случува и ќе биде интересно да видиме што ќе се случува тој ден на таа седница во собранието. Можеби нема да успее оваа реконструкција. Pikërisht do I kthehemi pas pak, megjithatë të mbetemi edhe pak te alianca për shqiptarët. Keni thënë dhe nuk e keni fshehur që një nga partitë që do të preferoni të kishit koalicion pasgjedhor është Alianca për Shqiptarët. Pas këtyre zhvillimeve të fundit, a mbetet ashtu? Видете, јас не знам што овие 10 месеци ќе направат како реформа. Зборам и Алијанса и ДУИ и СДСМ заедно. Јас само знам дека следен победник на било дали се предвремени, дали се редовни избори, ВМРО-ДПМН убедливо ќе победи. И тогаш ќе се постави прашањето кој е најдобриот партнер на ВМРО-ДПМН за да биде коалиционен партнер. Знаете, во минатото беше една теза победник со победник, каде што ДУИ ја напушти таа теза и легитимно е сега да размислуваме со кој било друг од опозицијата да правиме коалиција или па сега што е на власт. Но мислам дека со самите избори и со ова сега што се случува Алијанса ќе изгуби многу. Тоа е моje мислење, зборам многу ќе изгуби во гласачко тело. И како единствена опозициона партија, верувајте дека беса ќе расте. Дали ќе има нов политички субјект, дали ќе има, зборам во албанскиот блок, дали ќе има помирување на овие две струи, ДУИ Алијанса, па ќе се преточат во едно, па или алтернатива, тоа мора овие 10 месеци да го видим. На ВМРО-ДПМН од друга страна му е пополезно да ја напаѓа целата власт, бидејќи зборам кој да е, бидејќи резултати ние не видовме со години. 6-7 години нема резултати. Замислете за 10 месеци што ќе добие Алијанса. И сега слушнав дека и тоа прашање кај нивните тела ќе го разгледуваат, бидејќи е премногу малце време за да се докажат и покажат. И навистина е така. Дали ВМРО-ДПМН ќе има партнер за коалиција во наредниот период? Да, секако дека ќе има. И кога ќе се измешаат картите на следните избори, тогаш навистина ќе има и полесна задача ВМРО-ДПМН да направи коалиција без никаков товар. Но тогаш треба да ги разгледуваме сите оние програми, што они ќе ветат, што ние ќе ветиме, а многу интересни работи на овие избори ќе се ведуваат не само на националните теми, но се разбира и сите оние теми што се за општествено нормално живење. Përmendët edhe ju, vetëm pak minuta më herët, e ka përmendur edhe kryetari juaj Zoti Mickovski se ekziston mundësia që ministrat e rinj, të cilët do t'i propozojë kryeministri Kovacevski, të mos votohen në kuvend. Keni ndonjë informacion më të detajuar, keni dyshime të bazuara ose thjesht është një shpresë e ВМРО-ДПМН-с për në zgjedhje të reja? Не е надеж. Ова е не сомневање, туку ова се директни разговори со дел од партениците што се во собранието. Се разбира, не е уред да се спомнуваат имиња, но дел од нив и јавно мислам дека го спомнаа тоа како Павле Тројанов дека нема да гласа за ваква реконструкција на влада, но има и други натре партеници што не се сложуваат со ова што се случува. Или, накратко кажано, на секој начин се пробува да се направи голема една широка коалиција, ова е веќе најширока коалиција што може, за да се задоволат ситни потреби на одредени персони, индивидуи. Односно, дел од раководството на тие партии да добијат нешто, каде што долните слоеви, односно членството, обичните граѓани, симпатизерите, не го гледаат и немаат никаква и они надеж дека нешто ќе се смени подобро. Еве од последните мерења на граѓаните што ги имаме како анкети, можеме да видиме дека преку 60% од граѓаните се разочарани.
односно преку, можам да кажам, и 70% не само што сакаат избори, туку гледаат дека Македонија се движи во погрешна насока. И вие со овие бројки кои ќе ги погледнете, да влезете во влада и да очекувате дека за 9-10 месеци ќе направите големи реформи и дека ќе се допаднете кон граѓаните, не, туку мислам дека пресудно во тој момент ќе биде дека ќе се направи дека сите тие партии се исти. И ќе биде голема грешка. Затоа и дел од партениците во собранието гледаат дека, зборам од коалицијата на власта, дека овој чин не е добар и за нив. И дали ќе помине оваа реконструкција, па ќе кажеме многу интересно прашање. И пак многу е добро да го потенцираме ова дека ВМРО-ДПМН воопшто нема да изгуби овој пат. Туку напротив, само останатите албански опозициони партии за жал ќе изгубат многу гласови во наредниот период. Është qartë se nuk do përmendni emra, por të paktën a mund të thoni se këto deputetë, të cilët ka gjasa të mos ta votojnë qeverinë, a janë edhe nga radhët e LSDM-s, përveç partnerëve më të vegjël të koalicionit, të cilët e kanë shprehur hapur pakënaqësinë, a janë deputet nga partitë shqiptare, si keni komunikimet me grupin e zjarrit, a janë ato të gatshëm ta votojnë ose? Па немаме ни комуникации со тие партеници како огнена група, имаме колегијални како во собрание. Тоа што сами го прават, не сакаме ние се мешаме во партиите и она што внатре се случува. Јас се кажувам мои лични стави, мои размислувања, но и она како партија што сме го кажале. Но никогаш нема да навлагаме суштински дали имаат подови, дали имаат фракции, кои што кај нив, зашто тоа е внатрешна работа на партиите. А во минатите 6-7 години тоа постојано го прават на сите телевизии секој аналитичар против ВМРО. И кога ќе го знаете дека тоа го праваа многу долго и тој целиот програм против ВМРО, добро е да видите дека тоа не е добро и не треба да се коментира. Но дали има вака сигнали од пратеници од СДСМ и од ДУИ, да речеме, да, не се сложуваат. Има такви сигнали. Дали на крајот ќе преовладува силата и моќта на власта да ги заќути, да не им дозволи да си го кажат своето мислење, можеби тоа ќе биде пресудно, бидејќи знаете, пред неколку месеци Кастриот, како Реджепи, мислам дека беше неговото име и презиме, пратеник во сегашното собрание, исчезна кога требаше да се гласаше доверба на владата, односно недоверба на владата, поради европски причини, па можеме да видиме дека поради тие европски причини сега не задоволен од целата констелација што се случува во собранието. Пратеничката група на ДУИ. Точно, ама тамо не гледам, па сега не знам, мислам дека и да не премине во некоја друга група. Треба да се провери неговиот став, но сепак тоа е негова лична работа, но внатре во собранието, кој ќе ја видите нивната колегијална слика, па вака не е богами добро. Çfarë nëse skenari i dytë është më i mundshëm? Domethënë çfarë nëse deputetët me shumicë votojnë ministrat e rinj? ВМРО-DPMN-ja do të heqë dorë nga ideja e zgjedhjeve të parakoshme, apo me që nuk keni edhe shumë opsione të tjera për të insistuar në këtë ide? Видите, ние како опозиција легитимно право ни е да бараме постојано предвремени парламентарни избори и легитимно е да ги кажуваме фактите и причините зашто тоа го бараме. Не да биде она сувопарно, знаете, сакаме да дојдеме на власт по секоја цена, потребни се избори. Ние со текот на годините, можам да кажам, постојано го потсетуваме народот дека потребни се предвремени парламентарни избори, бидејќи тоа не е економијата во Македонија. Тоа не е во здравството, тоа не е културата, тоа не е образованието. Младите си селуваат. И сега да не ги набрувам сите теми каде што во Македонија нема напредок. И тоа е причината за избори. Не е причината за избори дали ќе биде министер за здравство некој од Алијанс или некој од алтернатива. Еве, јас лично ги кажам, мене тоа најмалце ми значи. Ако е квалитетен човек и ако е навистина професионален менеджер и сака да работи за држава и за здравство, нека не биде ни од партија. Да сите заеднички да го номинираме и нека работи за сите, да се види малца напредок. Така треба да размислуваме сите ние заедно, за да имаме едно подобро општество. Ова веќе сето што се случува во Македонија, не знам, мислам некој од вас да спомна дека личи на Пазар 3, знаете, оној интернет портал каде што се купува и се продава, но на крајот од денот се ова кој губи најмногу? Губи македонскиот граѓанин, албанскиот граѓанин, сите што живеат во Република Македонија, бидејќи ќе нема напредок. Ќе видиме што ќе се случува овие денови во собранието, можеби и месеци, и дали ќе има воопшто реконструкција. Затоа многу прашања ќе станат отворени. И потоа ќе треба да ги дебатираме повторно, но што и да се случи, јас можам еве тука да кажам пред вас дека ВМРО-ДПМН повторно како тренд ќе го задржи рейтингот да иде во нагорна линија, односно разликата помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ
постојано ќе биде нагорна, додека во албанскиот блок, Алијанса и ДУИ, тоа нема да се случува, туку ДУИ ќе има навистина поголема разлика и поголем рейтинг, а тоа ќе биде на штета на албанските опозицијски партии, што мислам дека не е добро за целото општество. А дали ќе има подоцна избори или ќе има предвремени, верувајте, на ВМРО-ДПМН секако рейтингот ќе биде многу поголем од СДСМ и самата разлика ќе биде многу огромна на следните избори. Ajo që pritet për këtë vit, në të cilin aktualisht jemi, janë ndryshimet kushtetuese. Keni thënë si ВМРО-DPMN se ju duhet mandat i fituar në zgjedhje të reja për të vendosur nëse duhet Maqedonia të bëjë ndryshime kushtetuese për përfshirjen e bullgarëve në kushtetut ose jo. Në çfarë konteksti a do t'i përfshini këto ndryshime si ofertë në programin tuaj si ВМРО-DPMN, si ofertë para qytetarëve, ofertë para zgjedhore, si është koncepti? Видете, ние многу пати сме го кажале во минатото и председателот Мицковски неколку пати, но и ние како, јас бев носител на изборна единица, во изборната единица 2, но и како подпредседател на партијата и сите што сме активни, дека овој партијнички состав, овие партијници, никогаш не излегле пред граѓаните и да го кажат се тоа. Дека треба да се промени уставот, дека треба да се фати тој француско-бугарски предлог, дека кочница ќе биде внесувањето на бугарите во уставот и дека сето ова ќе зависи македонската и европската иднина. И затоа легитимно и најдобро за сите вакви прашања да се излегува на избори. Тоа оваа власт не го направи. Они, знаете, под мотото мора во Европа, по секоја цена продаваат секој национален интерес, дали станува за македонски, дали станува за било каков. И затоа нас тоа не смета. Но овие избори треба да излезе и ВМРО-ДПМН, но и сите останати. Да предложат решенија, да предложат на сите овие проблеми што ги направи СДСМ. И не е само проблемот со договорот со Бугарија. Тука се многу други проблеми изминатиот период. Клучна работа што СДСМ и ДУИ изгрешија е што брзо влето го прифатија договорот со Бугарија. Јас лично сум го кажал многу пати, сум учествувал во тој договор, бидејќи тогаш работев во Министерството за надворешни работи. Една од најважните причини што Македонија не сакаше да го потпише тој договор е заедничката историја. Тука, верувајте, тоа е најголемиот проблем. Од тука искача, тоа е вирусот. Кој ќе го погледнете тој вирус, постојано ќе има заболување. Зашто го говорам ово? Самата доктрина и целата бугарска позиција секогаш ќе биде напад кон македонската историја, кон македонските војводи, кон македонските војсководци и така натака. Тоа никогаш нема да престане, бидејќи тоа е стратегија, доктрина и ќе трае многу долго време. Со тоа брзо плето подпишување, Македонија сега има проблеми. Големи проблеми. И тоа ќе биде кочница во наредниот период. Дали таа комисија треба да постои? Дали ние треба да го измениме тој договор и да почнеме да работиме, да ги смениме некои членови? Дали тоа можеме да го успееме? Можеме ако сме сложни во самата држава. Ако на лидерско ниво за овие крупни прашања најдеме заеднички содржател, би кажа. Тоа е најважното од се. И со таа причина треба да излеземе со програма пред граѓаните и да ги прашаме нив. Референдумски, дали под овие услови сакаат да влеземе во него или не сакаат. Тоа е многу важно. Кога граѓаните ќе дадат мандатот, ние како ВМРО-ДПМН, таа ќе биде нашата смерница. Што ВМРО-ДПМН е народна партија. Ние произлегуваме од народот, така и ние во името. Pas kësaj jeni etiketuar si parti anti-evropiane. Dhe kjo po bëhet pothuajse nga të gjitha partitë e pushtetit. Не, партиите од власта сакаат со мотото Европа и европски иднина повеќе тендери да фаќаат, да бидат на важни позиции, да имаат службени коли, да бидат на фотелите и по тоа мото. И видите, најголемата корупција во регионот е во Македонија. Додека оваа влада е начело, имаме најголем рейтинг на корупција во државата. И сега ќе зборуваме за европски иднина, па тоа е првото прашање што треба да се решава. И сега овие политичари наеднаш до вчера што велеа дека ова, не знам, канцерот и најлошата и најкриминалната банда што ја води Македонија влагаат во една европска коалиција. Не, верувајте, јас лично сум за Европа. Јас животот го поминав и учев како да бидам дел од таа Европа. Се насочувам таму, но не по секоја цена. И тоа постојано го говорам. Не може брзо плето ние
да продаваме нешто македонско, да продаваме нешто што ние немаме право тоа да го направиме. Тоа е исто како да ви ги извадат сите органи да ви ги земат, но да ви речат ќе бидете, не знам, дел од некоја фамилија или некое европско семејство, богата или слично. Тоаш вие не сте човек без тие органи. Не може постојано некој да вели за нас дека нема македонски јазик, дека нема македонска нација, дека нема, не знам, македонски идентитет, дека не постоиме како држава, дека сме измислена, тоа постојано да го лиферуваат по медиуми и ние тука како политичари да речеме, па видете, тоа е они што го зборат, нема проблем, ќе го прифатат. Не може. Едноставно не смеем. Do të kërkoni zgjidhje më të mira për gjithë këto çështje. Atë po thoni, duke lënë pas marrëveshjet të cilat janë bërë deri tani. Да, многу е добра констатацијата. Зашто знаете зашто? Секој политичар што сега нешто прифатил од СДСМ вели не може подобро да е. Не може да се преговара, тоа е крајно. Но видите што е, сите тие политичари што ова го бране и си замина од функција. А има многу такви. Веќе престана да го бранат. Ниту па го има на телевизија, ниту па статуси пишуваат, ниту па веќе им е гајле за тоа што го направиле. Но гајле им е додека биле на функција, да ја одржат функцијата. Мора да бараме решение за сите проблеми, но тие решенија не смеат да задираат но на што е најважно за македонските граѓани, за сите граѓани во Македонија. Ние сме против промена на уставот. И тоа јавно го кажувам и ние не се криеме. Но ако сме против промена на уставот, тоа не значи дека ние не сакаме да бидеме дел од Европа и тој спин што го прават многу политичари, мислам дека полека не ни поминува веќе, зашто пак ќе се навратам на рейтинзите што постојано стигаат кај нас во партијата и ги гледаме и не е таква перцепцијата меѓу граѓаните. Зашто? Зашто кога ги прашате сите граѓани, дали сте против бугарскиот предлог, односно францускиот предлог, што е ултиматум, преку 70% во овој период се против. Така, тоа не значи дека 70% од граѓаните се против Европа. Да. Duhet ju ndërpres për të bërë një pushim të shkurtër për reklama dhe do rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të emisionit për të diskutuar disa çështje të tjera.